Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Со најубави желби за новата 2023 година во името на нашата екипа ви ја честитам и се радувам што на овој прв ден од 2023 ние сме ваше друштво и ова попладне. Да не заборавам, за нас најважно, ќе посакам новата година да ни донесе многу нови спортски успеси, затоа што спортот е меѓу ретките работи кои што успеват да не обедини и да ни донесе една убава енергија. Освен спортот, неопходно е да имаме и убава музика за да уживаме. Затоа сум благодарна што овој пат имаме едно поинакво издание, имаме музика во студиото. Благодарение на Стефани и Денис од Дуо Дис. Среќна сум што сте овде и добре дојдовте во Fairplay. Добре да најдовме, Јана, и ние сме среќни на твојата покана. Еднаш и ние во спортска емисија да бидеме, иако сме музика. Празници вообичаено се момент кога имате, знам, многу работа. Дали беше така и на крајот од минатата, односно почетокот на оваа година, дали е гужва, дали има многу свирки и настапи? Така е, гужва беше и се уште е, нели, празниците не се завршени, доаѓа Бадник, доаѓа Божиќ, Стара Нова година, меѓутоа се издржува бидејќи, нели, ова е најубавото годишно време сега и овој период. Така што гледаме, ете, баланс да направиме меѓу се и да успееме да имаме енергија на сите настани. Да. Ви благодарам уште еднаш, ќе уживаме во добра музика и вие малку ќе кажете по некој збор за спортот. Знам дека колку толку по нешто сигурно следите, особено кога е во прашање македонскиот спорт. До тогаш се разбира да кажам и по нешто за моите денешни гости. Многу се радувам за оваа комбинација на двајца луѓе кои и како добро ги знаете, но еве ќе направиме една пауза и кратка најава за да видите за кого станува збор, а потоа и разговор во студиото. Океј, на стартната линија денеска нова издание сум со двајца супер гости. Првиот е пикер, поранешен ракометар и репрезентативец на Македонија, дел од онаа златна генерација која верувам ќе ни недостасува и како долго време. А вториот е актер, музичар, во душа рокер. Во последно време е најмногу познат по сето тоа што го прави како активност на политичката сцена, но јас некако сум убедена дека поголемо задоволство би му било да треба да трча или да вози велосипед, отколку многу долго време да седи во градоначалничка фотелја. Задоволство и чест ми е да ги повикам во студиото Петар Георгиевски камиказа и Ванчо Димовски. Добре Samo ne znam, da li mi nam granica. Samo ne znam, da li mi nam granica. Wow, bravo!
Добро, и со трчање, и со пеење, како да е, комбинацијата се добре. Дојдовте во Ферплей, многу ми е драго што сте мои гости. Добре најдов. Добре најдовме. Освен што имаме во студио денеска и музика, а и поинакво украсување, да речам, новогодишно, овде на нашата масичка е, така да кажам, баш добра декорација. Вредна е многу. Перо, ова се сите твои медали или дел? Да. Па добро, имаш отприлика бројка колку се вкупно? Ако почнеме од оние од дете, ќе бидат над 200. Има човек што има многу поише од мене. Тој е Блажа Цоневски, има 270 маратона истрчано и полумаратони. Иначе ракометар од Металург, Блажа Цоневски. И ден денеска трча, он се оперираше пред мене една година, се врати назад. И сега јас сум опериран, се надевам дека оваа година ќе се вратам назад. Па мислам дека бројката, дека ќе го стигнам, ако ништо друго е. Добро, дај Боже да биде така, ама ти честитам навистина за секоја почита ова. Ванчо, Немам, јас не ги донесов, пошто кај мене деца мали беа, се мава, со нив се скина и сега се само плочките. аха, само плочките уредно ги чуваш. Да, не можам вака да направам гужва. Само можем да кажем дека неговите се сигурно многу повредни за Македонија од моите, но ете. Не. Ова е маце по бројка. Имам прашање големо во врска со тоа, таа генерација, ајде да ја наречам златна, од која што Ванчо беше дел и реков ни недостасува некако да ве гледаме се уште на терен. Можеби не успеа да достигне таков успех како што вие посакувавте, кои имавте секако успешни клубски кариери. Дали некогаш ти е жал или дали се кае што можеби немаме некој посериозен медал од европско или светско првенство? Па најдобра се уште по резултат е таа генерација, златна не е, Да. што не сме биле никогаш да освоиме златна медаља или било каква. Па сега од оваа перспектива не може да се врати времето назад никако. Све тоа доаѓаше спонтано и тие успеси што беа на некој начин во тие години доаѓаа сами по себе, никој не очекуваше. Пример, каде што ни е најдобриот резултат остварен на Европско првенство, ние тргнавме група да поминеме за да влеземе само во втора фаза, но спортот е за тоа интересен. Све се отвараше од ден на ден. На крај свативме дека за можда за малце ќе игравме и полуфинале, но првото наше надпреварување големо беше веќе кога бевме доста зрели и искусни по 28, 29, 30 години. Така да тоа може само да биде можда памет за помладите. За идниве генерации. Да. Од порано сватат дека со нормална работа, квалитет и верба можда на по-млади години може да дојде до таков резултат. Да. Сега во моментов каква е вашата форма? Со Перо кога се слушавме за да дојде во емисија, да знаеш, видов дека забележав дека станува многу рано. Тоа е да. Значи тука спортски го стартува денот, дали војнички или спортски. И сега Перо после сите надпревари и твојата здравствена состојба во моментов која ти е главна физичка активност во текот на еден ден? Што тренираш? Имам дома тренажер со кој можам да возам низ цел свет, Zwift се вика програмот, значи можете у Њу Јорк, Лондон, Париз. Има некаде близу 3,5 милиона корисници на таа платформа. Не мора у Скопје магла. Може. Си возиш таму фино лепо, си имаш пуштено за прочистувач на воздух, 3 вентилатора во тебе. И кога е вакво времето, претежно савајле во 5:30-6 станувам, возам сат и пол 2. Кога е убаво времето, со пријателите одиме Вратница, одиме Јегуновце, одиме Катланово, Свети Николе и така натаму. Значи, од кога ја оперирав левава нога, сум префрлен претежно на точак и на пливање, ставив и некој кило, бидејќи основа на спортот, на сите спортови е кралицата наречена трчање. Трчањето е главната работа и адреналинот што го дава трчањето. Сега говорам за себе. Не може ни еден друг спорт да го замени, но сепак постојат замени. Добро и добро е што да, во ова поново време ете имаме помошни алатки. Ванчо, Бака, извини, сега ми текна, оваа година имам некаде околу 7300 километра извозен од точак и пешки имам отидено некаде околу 5300 километра, што е раритет. Порано нели сум и моторџија и со моторот ја поминав само 3000 километра. Значи, замисли оваа споредба. Тешко е за помладите генерации. Мене ми е просто тешко, се срам ме фаќа кога слушам искрено. Не треба срам те фаќа, седнеш со точак и возиш. Мотивација, да, мотивација. Ванчо, како оди приказната на, да речеме, пензиониран спортист? Дали имаш потреба да... Малце по-рано јас раскрстив со трчањето.
можам да работам, нели, друг тренинг, сезонски спортувам, кога треба да се плива, пливам, возам велосипед доста, нели. Дури сум бил 3 пати до средно и еднаш добар, нема везе. Возам точак кога е време во окей пред да се скрати денот и тука можам да бидам активен доста. Сега следува сезона на скијање и за тоа треба да се припремам. Малце сум така во некои обврски и гужви последниот месец. Све тоа надополнето и со ова што треба да се случи, нели, за 2 дена. Треба малце да влезам повеќе во форма, но таков беше периодот да сега овој месец е таков каков што е, скоро без физичка активност. И на музичарите има потребно да речем кондиција или да бидат во добра форма кога има толку многу настапи. Каква е ситуацијата кај Стефи и Дени? Имате и 2 мали деца, така што време многу нема. Тоа е тренингот. Тоа е тренинг секојдневен. Тоа е јак тренинг, бога. Тоа е многу јак тренинг. Две машки деца, многу поважно. И така, тоа е тренингот, ама добро, Дени порано трчаше и на маратоните, еве да кажеме, бидејќи на таа тема зборувавме. Рекреативно визерот тие по 5 што беа тие 5 километри. Можеше, издржуваше? Предизик им беше 21. Да, ама папса со на 3 пати по 5, кај ќе издржи после 2 месеца колената. Али добро, се трудев. Да, знам дека и рекреативно, нели, и вежбаш, сепак Да, применуваше... вежбав, сега сум некоја стагнација, не можам да дирам врски и све и така. Ќе Добро. причекам да дојде моје време. Да пораснат децата, така Уште малку да да се пораснат, па ќе посвета. влиза во Така подобра да, форма. Па тоа е добар тренинг, деца ги дига ги Да, спускаш, ги да, поливаш. Цело време да. А каква е обратната ситуација кога, да речеме, сите слават и оваков период празничен, а ти си, да речеме, спортист, па треба да бидеш во карантин? Значи, само ракометот е супер, ракомет се отвара секоја нова година и така е со години наназад. Со години во фокус на 20 внимание сте. Колку години у јануар се играат првенствата. Секоја година има европско светско, Македонија е веќе, немам поема, од 2012 е во континуитет секоја зима. Значи, оние кои се од тогаш до скоро беа, ние завршивме порано, се знаел редот и дека за ракометарите кои се дел од репрезентацијата, паузата била 31.1. Значи, еден ден, една ноќ со 2 дена. И сега има Мислам, таква и оваа пауза. година Да, е и така, сега до има така. 30 на припреми, од први пак на собир, до 20 тамо и некој до кога ќе издржиме на првенство и тој бил редот секоја зима за Сега се ракометари. спремаат специјално ова за на трети. Сега- Заедно ќе бидеме за 2 дена. За нашите гледачи и да ги потсетам, сакам дека ова ќе биде навистина Така е. една многу голема, како да кажам, убава манифестација и добра можност на едно исто место да ги видиме нашите ракометни легенди и младите ракометни сили, но ќе има и музика, ќе биде, да речеме, целовечерно шоу, група Меморија ќе биде дел од како да речам, забавната содржина. Забавните Група точки. Меморија е всушност пријател на некој начин на репрезентацијата, има една тука посебна врска. Како се случи, еве, раскажи ми тоа да бидете дел? Јас на вистина немам представа. Пред отприлика неколку месеци кога победија, пушта еден клип, човек ми пушта, сега не сакам да го именувам во моментот, вика гледај шо пеат вонатре. И оган по звездите. И се гледам со Кире и го прашувам, викам што е работа, вика ние тоа го правиме, вика и кога губиме и кога добиваме, вика. Таа Тоа им е ни е хит химна, Да. химна вика на репрезентација. Не сум знаел, викам дека сум толку популарен, ја мислев само со оваа дирла да е. Оган по звездите е апсолутно нешто што некако е правено во времето кога ја правевме оваа самостојна држава 89-90 и сем ние малку постарата генерација или како се вика повозрастната, ја доживуваме на начин сличен или ист како овие новите генерации и мислам дека тоа ќе остане за навек како некаква народна песна без разлика што има автор. Може ли, имаме доказ за ова сега што го кажа, така и нетрпелива сум, да го видиме ова убаво видео, го добив од Перо, меѓутоа јас го видов и на времето затоа што го имаше на социјалните мрежи. Каква е атмосферата во Соблекувална кога се пее Оган под звездите? Не сум веќе оган под звездите,
Не сум звезда што сјае во ноќите. Во овој час чувствувам еден бел конј умира в градите на некоја планина. Не барете вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Птиците да се вратат на југ. Браво. Фала ви многу, Стефи и Денис, а и сум срекна кога можеме да уживаме во нашата убава македонска музика која што си ја имаме и така како само треба си ја сакаме и чуваме, нели? Оваа песна ќе ја изведете на трети? Да, и мислам дека ќе биде Ќе имате заедно со помош. коментарите. Се надевам и дека тоа ќе биде една многу Клип за памете. Да, клип за моменти, памете. ја мислам неки со стари дека дојдат и тоа без разлика што ќе биде можда мала бината да не собере сите околу бина и сега дека се собереме, да покажеме дека сме Unite Македонија. Юнайт, така, убаво кажано. Пред да продолжиш, само јас да кажам дека ние со Јана имавме 3 обида Точно е. за средба. Значи една пред 5 години, па една пред 2 години и на крај ни се оствари желбата. Да. И ми вика, викам, сега ништо не може да ни се испречи на пат. Викам, овој пат се случува, треќа среќа. Точно е, трета среќа и има причина зашто е вака. Така е. Многу ми е драго затоа што ти сега најмногу зборуваш на тема спорт, затоа што е голем и важен дел од твојот живот. Ванчо, дали ти е страв, дали се плашиш како ќе изгледаат нашите ракометни супер звезди сега на терен со помладите? Имате, како да кажам, имаш трема некоја, како се чувствуваш пред тој настан, Ќе ги затоа што збоцкаат со аналгетици. не само што ќе има млади, верувам, се надевам ќе има и многу публика и ќе биде Мислам дека така. Добри сме. Мислам дека Емотивно. салата е распродадена. Уште Ние малку дали се останати некои карти. Ние сме добри, јас лично. Аха. Не се плашам воопшто и не сум загрижен за себе, затоа што го има таму Столе кој се уште е активен и ќе ја збркам таа цела Он ќе ја работа на заврши цела таа работа. позиција, Да. скоро цела, затоа што не знам, јас моje мислење е дека сега во моментов сум далеку од таа приказна да можам да се тркам со тие деца кои се во моментов таму, ама он може. Добро. И знам дека ќе го заврши тоа безпрекорно. Благодарение на вас двајцата, позиција пикер е навистина популарна во Македонија, особено и меѓу децата и меѓу помалите ве сакаат, така и ве доживуваат и поради харизмата и поради задачата на терен. физичкиот изглед на децава денес. Како Мендо изгледа. Чекај, Па децава дали многу се Мендо денес. Менди е изгледа. полесно има да бидат Столе, него ли да бидат некој повисок и послаб, окей. Не, дали е точен таа верзија на приказните дека курпулентноста веднаш предодредува дека ќе играш на таа позиција. Ти имаше една изјава, ако не бев пикер, ќе бев можеби лош голман. Дали било Ништо тоа друго. пресудно? Дали било Ама што пресудно? можело друго да бидам? Кошаркар не сум можел, одбојкар не може да бидам, фудбалер не може да бидам, у ракомет друга позиција не сум Дали можел да твојот играм. татко се нервираше за ова дека не можеш фудбалер? Не, виде Не? дека не може да ме замоли да одам на ракомет бикер да бидам. Пошто не можеше другачи со спорт, евентуално ако бевме родени негде на На друго Америка, место? па да пробаме да Аха. играме некој тој фудбал амерички, што таа физичка снага од тие Тоа неки рагби моменти, кажи, уште така, боле да, звучи. Тоа е тоа. Имаш ли последици до ден денес од тоа, ќе се изразам така, И- јадење кјотек? Има? Сега јадење ќотек. Има за физички таква сме позиција потрошени важите, доста, да. имаме не знам сега да не бројам. Тоа имаме операции, имаме 5-6 фрактури, имаме само се осеќаат тие после некое време стига и таа фактура вака по дојде промени на редот, време, да. по чудо. Значи имам, баш имам. Можам да се случи да спиење да станам и да не можам да мрднам некој дел од телото сега. Тоа од каде, што е си доаѓа на наплата, но за тоа сме се одлучиле, тоа сме терале и Така. Еве, Перо нема збор, е нема плачење за човек тоа. кој што не се плаши, ајде така да речам, од проблемите здравствени повреди, кога беше во болница пред неколку години, сето тоа пишуваше, ајде да речеме така требало можеби да биде. Те мотивира овие ситуации, како после нив
се нервираш некој пат ако не можеш со посилно темпо да тренираш или да си зададеш некои посериозни подвизи спортски? Да не го навраќаме во целост тоа. Да, не целосно. Имаше некоја реченица од некои од докторите дека веќе со тоа што сум се бавил да заборавам одма. Аха. 100-тиот ден Уште работи докторте? Да, Уште работи доктор наистина? да, ама не, беше многу сериозно. Ова е пулмонална емболија со тромбофлебит, тоа е инфаркт на плуќа. После 100-тиот ден истрачав полумаратон во Скопје. Значи може. Он уште е доктор. Да, и имав уште доста работи. Истрачав неколку десетки, мислам, не со тој интензитет со кој трчав последните десетина години пред тоа, но едноставно се вратив и сега јас имам шанса со ова колено кој го имам да имам редовни активности, но го оперирав со надеж и правам се дека да повторно ќе се вратам и сега имам една мала промена. Сега таргет ми се шпринт триатлони и половина триатлон и триатлон. Тоа ми е во овие нови 10 Во години. планот. Пливаш редовно? Да, не Ја го редовно. прашувам се, Да. чекам. Да. Да, слободно може. Не толку редовно колку што возев точак, затоа што пливањето ми е добра страна и сега со точакот полека сакам да вратам таа кондиција. Пливањето има сосема друга техника на дишење и сега за кога сме кај пливањето, ја пливам, ние на селски го викаме вардарски. На вардар се плива со малце главата горе, не тачно воздух да зимаш како што треба, ама издржен до 750 метра, толку е на шпринт триатлон пливањето. Може да го истераш у таков таа. Пробав еднаш да правам за половина триатлон, тоа е километар и 900, таму веќе е друга приказна. Ако немаш техника како што треба, А имаше нека дисциплина клучна, сигурно има кај што се прави предност од триатлон, така? Обично пливачите прават најголема разлика сега во триатлоните, затоа што во првата дисциплина ако му избегаш психолошки е многу добар моментот, но лично да ви кажам да се сетев малце порано да го користам триатлонот како спорт. Немаше да дојдам до оваа ситуација да имам вакви повреди, бидејќи трчањето е пред се захтевно многу за зглобови, знае самиот за мускули и така натаму, но многу страда цел тој скелетно-мускулен систем, додека во триатлонот работат сите мускули и е равномерно распоредена снагата, мозокот работи сосема на друга една фреквенција, каде што од едно влегуваш во друго, едното си го оптеретувал третина, другото третина, третото третина и на сите што би сакале да почнат некако спорт, поготово деца, без разлика што кој спорт понатаму ќе се бават, топло им препорачувам триатлон. За психомоторика подобар спорт и не постои. Инаку ти си човек кој што вели повеќе почитувам или повеќе сакам индивидуален спорт отколку колективен, така? Да. Ајде сега образложи зошто. Па у индивидуалниот спорт све зависи од мене. Некако не сум научен работите да зависат од многу луѓе во мојот живот. Јас сум уште од дете така конципиран. Не е дека не сум играл во колективните спортови, но на пример Јове Јованов, професорот по психомоторика, кој ќе ни даеше многу ретко да играме фудбал, не знав на која страна што треба се прави со топката. Која беше поделена на две страни на голот. Каде напаѓаме? Да, што да правам, кај да ставам топка. Значи едноставно не, но во гимназија бев голман за нашата гимназија, имав многу добри одбрани. Случајно на една утакмица која беше клучна, ме смести, Лазе се викаше дечкото, пошто им фатив 6-7 топки една по една, ме смести со топката у гол на пенал шутирање, паднав у несвест, ама се случи тоа у наше мало и многу лошо ќе поминеше ако ја тоа пошто не ги превземев мерките. Па кога ми извадија надвор и кога се освестив, му викам на професорката Ружица, сега ќе ме менјаш питер да видам, како тебе. Му вика, нема такво правило, сега ќе го смениш правилото. И се смени правило, пошто не можеш да трчам више за гимназија. Имам многу активности што ги правев за гимназија. Ти имаше како да ја уцениш практично, така кажи. Не е уцена, него е само договор. Договор, куќа гради. И тој што ме смести у гол, ја го сместив таму кај што треба.
бевме еден. Беше срекно цело мало. Нашата цел, пази, поубаво јас еден да го средам, него цело мало сакаше да му се пушти, пошто на тој начин им го повреди херојот на малото Карпош. Многу подобро заврши така. Подобро вака, побезбедно. Иначе раритетно е дека Царчев беше после мене голман во Никола Карев и стана голман на Вардар со години, така. Да, денес дознаваме убава вест. Еве дека сум бил и у тие спортови, ама не сум се наоѓал себе си. Има и уште спортови ќе дојдат на ред. Само во спортот генерално и кога реално се надпреварувате, дали се случува да има реванш? Ајде да речам да нема ферплей, туку некој да те изнервира на терен и ти свесно да Сигурно. има. Па има, се случува, точно. Можда не ја, затоа е колективниот спорт добар, се од оваа другава страна. Некој друг место тебе ќе заврши работа. Те нервирале многу суиграчи во репрезентација во смисла на терен нешто да не оди како што се договориле или да не ви функционира добро соработката, ајде да кажам, да не е денот и после да, ајде така да речам, да полудиш, да има кавга. Зошто тоа се случувало? Премногу не знам, некако бевме специфични, се случувало тоа, но ние ден денес сме заедно во постојана комуникација и сите тие проблеми, да ги наречам такви во некој одреден момент, ако се случиле, биле во моментот и стварно тука се завршувало со све. Да не речам сега како во секојдневие, дали дома, дали било каде, дали денес ќе идеме дока родителите на гости, па ќе настане во моментот нешто, ако има несогласување, па за 2 минути е све окей. Значи стварно се решаваше све брзо, од терен до соблекувална, после туширање, тоа као да не било, нема проблем. Никој можело се што да се каже и никој тоа не го земал како некоја навреда и да тоа трае, па да треба да држите лутина практично. Значи точно тоа, тој дух што го имале од тие во моментот играчи таму, што биле какви што биле, да ги наречам победници во тој момент, може се да има во моментот и после тоа да нема ништо. Доаѓаат ли познатите македонски спортисти на свирки? Кај Стефи и Денис се случува? Доаѓа, да, се случило Перо Антич да дојде. Често доаѓаат браќата Војдан и Дамјан и Горијан Марковски исто така, кошаркари. Знам дека по некој пат знаат да се фатат и спортистите за микрофон. Томовски Мартин раскажуваше на пример за Оган под звездите дека му е хит и дека на прослави сака да ја пее на микрофон. Така што тоа го знам. Има нарачки, има и од спортистите, нормално и тие се луѓе. Ги знаат и тие сите песни, така што има, да. Добро, сега се договоривме со вас дека ќе отсвирите и отпеете една песна која што не знам како стана голем хит, особено низ локалите во Скопје. Кружи по социјални мрежи, нема потреба да биде нарачана, некако по дефолт е дел од репертоар, така? Таа е наша химна, затоа што еве нели зборувавме пред емисијата. Таа е многу стара песна, рано, еве нели за публиката која ќе нас слушне. Таа е многу стара песна, препеана сега од пред некое време од нели српските групи. Ја почнавме ние како кавер бенд нели во скопските локали, после нас почна и други. И некако стана химна, се знае дека таа песна не поминува, односно на наша свирка не може да помине без таа песна. Цела публика ја пее таа песна. Ја сакаат едноставно. Да. Природно некако си се наметна да биде. Си се наметна природно како еден така ID за нас да речам, можеби. Еве така некако сега кога зборуваме така ми изгледа дека е. Да, печат, да, буквално печат за нас. Можеби дека првиот кавер бендовите во Скопје ја преработивме. Видовме дека во соседните земји е хит и така успеавме и ние да ја вметнеме. Je bilo ljeto ili smo sve to sanjali? Ljeto je uvijek onom tko te poljubi. Sada meni da me pratiš, nema tebe ljubavi. Sve što je lijepo srcu brzo prolazi. Jesen ko poštar kuca rano dolazi. Ja dan danas mislim na nas, da smo skupa ostali. Rano, rano nebo zemlju ljubi. Rano došli dobri ljudi, prijatelji svi, ali nisi ti. Pa bar mi priznaj jednom samo
cijeli u srcu svom sreću nazvao mojim imenom. Браво. Кој најмногу се радувал во репрезентација на победа, а кој најтешко поднесувал пораз? Се ме прашаш имиња да ти кажам. Па имиња, зошто да не? Немам поима, значи. Тешко е да се одговори. Па не има еден таков. Да. Све било заедно, не знам. Сега некој дека после пораз нема некој што најмногу жали, па ние иако сме изгубили да него да го тешиме. Било вака. Да, да. Не се знаело ништо. Хаос. Добро. Pero Исто и Рим... на кога се победувало, да се надоврзам, пошто рече Да, и победите, победа. да. Значи, не знам, све тоа идело заедно. Стихино. Так, Ура! Тимски до крај, да, так. добро, добро. Не, види, има некои спортисти кои едноставно по карактер се такви, знаат да бидат избуливи, знаат да едноставно не торпи Многу пораз и беа такви. готово крај. Да, да. Многу беа вамо Океј. такви, сите беа такви. Тоа е одлика Да. на успешен спортист. Да. Pero ти како трпеше порази, например, кикбокс кога... Па обично ме победика, ама на крај. Едноставно на крај заврши ден. Муамед, што би се рекло од Сараево, работа ме рекрутираше и престана да тренирам на 28 Толку? години. Да, и среќа моја, Гуга пошто си светлото во Гуга си светлото во мојата глава. Ја претходно го гасев на доста и тогаш научив една основна работа, дека никогаш не смееш да го подцениш противникот. И дури сега во политиката, која ќе се случи да ставиш малку емпатија и посакаш да емотивно да браниш некого, на крај завршува многу лошо целата ситуација. Така да тој беше малце понизок од мене, многу по неатрактивен во целата работа, ама едно ваши герија заврши работата во мојата кариера, така да тоа е многу малку знаат, тоа беше само 3 години, бидејќи кога бев во војска, бев во специјални единици на JNA и од таму дојде таа љубов, па кога се формираше првиот клуб далечната 80-та година. Нема. Да, Не знам дали има некој спорт кој што не го... Да. Па, ја имам 62, нешто 23 поише од тебе, ти кој си се родил, јас сум имал веќе 23, сум имал завршено факултет, сум имал завршено војска И така. и имав така И едно многу толку. спортови се обидел да практикува. Имаме една фотографија, ве молам, таман се вклопува во моментов со Не, тоа тоа. како изгледа Pero пред и потоа. Ама различна е возраста, мислам. Не, иста е возраста, Иста? близко, но само 2 години Краток разлика. период разлика? 2 години разлика. Ве молам, ако може да ја видиме фотографијата, а Pero раскажи ми ја се приказната. Зошто на едната фотографија не си еве? Не е до... Зошто пред си во ваква форма какво што си и како стигна до потоа? Во ваква форма сум затоа што земав кредит за фирмата со која работам со години у тоа време, земав нека една позамашна сума. Беше исклучително тешко да се враќа таков кредит. Некаде 70 месеца, 68 месеца ја враќав таа моја најголема дубиоза во животот. Бев дојден до работ на нервен слом и на физичка исцрпеност, бидејќи со секој, така речи, одев 3 пати дневно на доручек, 3 пати на ручек, 3 пати на вечера, за да можам да направам некаква бизнис делка, за да враќам. Имав некаде околу 20 и кусур илјади евра месечна рата. Добро. И сега, нели, кога се случи цела приказна, отидов кај Јоско, Господа го прости. Јоско ми вика: "Човече, што убаво дете беше, како свиња си се направил." И сега ќутиш, тачно е, нема. Тачно е. Нема муве леле, холестерол за нигде, ова за нигде, ој ми испиша, мислам 3 кеси лекови. И ја викам: "Абе, Перот, со живот си спортиста, што ти со овие глупости? Ајде маци сврти се према себе." И тргнав покрај Вардар. Пешки да одам, а бев многу години активен. Ова е некаде 45-6 година од мојот живот. И бев пред крај со кредитот веќе, тука некаде го враќав. Секој прсте ме болеше. Значи, не, од нозете до горе. Не постои дел од телото што не ме болеше, ама миц по миц, ден по ден, малце смени во исхрана. Престанав да одам 3 пати дневно на доручек, на ручек и на вечера, бидејќи беше пред крај враќањето на кредитот. Го сведов тоа во некои понормални граници. Влегов во теретана, во Александар Палас,
И за неполни 6 месеца отидов кај Јоско, проверуе се, а притисокот веќе се стабилизирал, 140-190, бев многу повисоко горе со целата работа. Срцето добро, паднав под 100 кила. И Јоско вика, видиш лековите ти завршива голема работа. Аха. И јас кесата од позади му викам, друже Јоско, Еве ти ги ова да лекови. му дадеш на некој човек што ќе пие лекови, не се напие едно од овие. Па како е тоа возможно? Пете му викам, така е возможно. Од тогаш си се вратив комплетно повторно во спортот и никогаш повеќе во животот не земав кредит. Многу важно. Така. Гледачите сите совети ги добија Ја како да... не заборив таа потоа сликата, затоа не ти ги дав. Само третија има. Само третија има. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Shema, wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Yeah, 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 yeah. Од оние луѓе кои што инаку не сакаат да губат и тоа сите сме го просведочили и сме го виделе, а и си испишал историја во ракометот, е Кирил Лазаров. Актуелен е селектор на нашата репрезентација, меѓутоа беше дел од оваа генерација. Го прашавме како тој се чувствува во врска со тоа што ќе излезе со своите некогашни соиграчи на терен, па ајде да видиме што има да каже. Со задоволство и со големо натрпение го очекувам тој настан и малци да се видиме и да се подружиме, да размениме искуства, со некои се немаме видено подолго време и веројатно и сеќавање од големи надпревари. Сеќавања како било, значи после тоа сигурно ќе направиме една квалитетна дружба. Младите нека му ја мислат, ова е карактерна репрезентација, мислам дека ќе направиме една вибер група, ќе направиме стратегија, ќе направиме тактика, ќе им дојде добро на репрезентацијата што ќе оди на светско правенство, како еден почувствуваат искуството. надпревар и нема да се дадеме така лесно и се надевам дека пропозициите ќе бидат да се игра што пократко, затоа што подолго не верувам дека ќе издржиме. И па еве уште едно прашање, бидејќи Кирил Лазаров редовно на големите надпреварување е најдобар стрелец. Дали ќе оди и на овој надпревар да биде најдобар стрелец? Па видете, јас полека се спремам како селектор и за нашата репрезентација за светското првенство, меѓутоа подсвесно, пошто не сум во некој добар тренажен процес, подсвесно ми е малце шубе, што би рекле понашки, затоа што не сум доволно спреман, меѓутоа ќе го искористам периодот заедно со репрезентацијата и во Маврово, да пред или после тренинзите малце се активирам повеќе физички, нема да ми биде свеедно ако не бидам ефикасен и ако не бидам добар, затоа што после ќе трпам доста критики и за фраканци на моја сметка од моите играчи до предпочетокот на светското првенство. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E questo fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è fiore del partigiano, morto per la libertà. Hey, hey.
Браво, една од песните која што е навистина голем хит, ама и често слушам на спортски надпревари, на полувреме да речеме или кога и на вашите свирки, Да, ја добро. бараат често. Вие дома инаку не прашав дали имате кавги околу следење спорт, например, не знам, Стефи сака да гледа филм, Стефи сака да гледа филм, а Дени сака да гледа, не знам, светско првенство, например, еве имавме тазе. Има такви проблеми или не? Па да, светско го пратевме, светско, Ама заедно го колку пратевме. можевме, Заедно да, гледавте? колку можевме. Да. Добро, и? Инаку јас имав за Франција, типував и Бразил дека ќе финалето, ама Ма, ете, ништо. не испадна и после викам, али пошто сум за Барса, си го гледав не Меси, не знам кој како. Ја може да ти кажам за Мароко навиев. Да, то изненадија многу. Значи, Стефи, немаш проблеми, ти си Не, навигаш јас си си гледам, надпревари. особено фудбал, нели? Мислам, сите, реално сите спортови, ама сега дека беше светското, нели, со фудбалот и си гледам. си ми е пајнција онако ќе дадат гол и А не се гледа Кажи дека ги Од кој нас следи, од кој нас следи? И сега нели Аудио најблиско превод. ни е Хрватска така. што остана, јас нормално навеа за Хрватска, не остана и на крај навеа за Аргентина, нели? За Аргентина? Секогаш ние жените навиваме за тој што е Подобар, што и победи. тој што ќе победи. За мажот. Тој што ќе победи. За мажу. Тој што ќе победи. си навиват. За кого навивам за Аргентина. Да. Така ги кажавме и готово. Кај Ванчо дома спорт многу. Скоро сите се занимаваат со спорт и сега како тоа изгледа? Дали тебе ти пречело кога беше помал, да речеме ако твојот татко се меша во тоа што ти правиш, како изгледаш на терен, и ти сега дали од тоа да речеме си извлекол поука за како сега функционираш ти со твоите деца? Добро, мене ми Како е... оди процесот? Не знам, ја на све се сеќавам што ми го збореле, а не знам колку сум го прифакал тоа во тој момент. Ајде, сега децава се помали мои, но во некој момент кога мислиш дека си као многу добар или добар, па совет од родител ќе дојде, зависи во кое време, како тоа све ќе изгледа, као можда сум верувал дека тренерот поише знае од родител. Што не знам сега во тој момент дали било погрешно или не било. Секогаш родителот сакал да го каже тоа што искрено го мисли, што единствено што може да го каже како што треба да изгледа, за да тоа биде утре подобро. Но све тоа е во животот во свое време доаѓало со тек на искуство се тие работи биле во тој момент, можда сум бил млад и не сум слушал ништо од оваа перспектива, сум гледал дека можда било тоа погрешно, дека можело нешто да Примениш? се смени, Да. но тоа е животот, поготово на спортистот. Нема Проаѓа враќање. брзо, нема враќање назад, годините си поминуваат, годината на производство е таа и назад нема. Сега ти се Не, нервираш како? кога гледаш еве да речеме надпревари на синот, Па настапи не. нивни спортски. Не се нервирам, не ги гледам во живо, гледам кога ќе излезат некогаш така на телефон што се вика, да можам нешто да сугерирам, но јас знам дека он во моментов мислам Ја дека тера својата агенда. тренерот е Да. тој што знае све и дека тренерот ако му каже така треба така и окей и тоа нека. Добро. Тера ако може да се влијае некогаш, боже мој, фала Богу, но таму каде што е, нека го слуша тој што е предпоставен и нека проба Така е да најдобро. напредува, така. Тренери или професори, пред официјално да почнеме, ги споменавме оние, ајде да речеме, стара гарда професори, особено и по физичко образование. Има интересни приказни Перо и Сонив. Таа приказна за твојот надимак, Камиказа, има многу варијанти. Секој си толкува како сака, зошто си ти Перо Камиказа, ама како е вистинитата приказна? Јове Јованов. Врзана е со спортот? Да, поврзана е со спортот. Јове Јованов, тоа е професорот по психомоторика, во времето на кампањата и него го употреби баш да каже тоа зошто е таков надимакот. Гимнастика е во прашање, имав 9-8 оценка, скокав за 10, скршив 2 ребра. Вика као Камиказа си кај најде сега да прešеше 2 справиме за вежбање и така натаму. Но тоа е веќе кога се бавев така речи полупрофесионално со спорт, бидејќи гимнастиката во тоа време во Македонија беше во огромен подем. И се како тоа се случи, поготово во Карпуш 3 и во Карпуш 4 дојдоа од Русија и од Украина, од Ташкент и од еден куп други места, многу деца, некаде околу 500-600 деца. Сега, за да влезеш во првите 6
е исто како се такмичиш и со Русија и Украина во исти момент, бидејќи деца на таму 3 години тренираа гимнастика и сите беа со многу развиени психомоторички способности. И така рече од 6 во екипата на Партизан 4 на екипата на Јове Јованов, само јас бев македонски егеец, а овие другите беа од надвор егејци. Така да беше екипа која беше апсолутно прва наредните 4-5 години во Македонија и на разноразни државни првенства. Но и професорите, и Јове Јованов што ми е кумна на димакот, и Контра, мојот професор по физичко во Осмолетка, сите тие има навистина многу добар педагошки пристап кон нас, поготово кон деца како мене што беа хиперактивни во многу работи и знам дека секогаш го излекуваа максимумот од мене. Контра и ден денеска се гледаме вака по Кевардар, вози точак, јас трчам па возам точак. Кажам одно, да видев едно дете вакво на времето кога го имав, да имаше некој асподен професор кој беше првак на Југославија. А му се најде еден као мене, вака. Иначе овој човек е мојот професор по физичко, кој ме натера да рипнам 5.45 и да држам тогаш најдобри резултати. Резултат на 100 метра 11.8. Контра. Направив некакви пионерски рекорди на 100 метра, на 200 метра, на скок во далечина. И сум особено горд што Контра после тоа ми го даде клучот од салата кај што вежбаме, да можам да играм пинг-понг со другарите кога сакаме. Ванчо сега работи со деца, така, имаш една посебно убава улога. Дали си задоволен од оно што се случува во спортската академија и дали навистина е место каде што можете да пронајдете наши сериозни идни ракометни, односно спортски надежи? Затоа што сепак Македонија нема премногу луѓе и население, а ние сакаме да имаме сериозни успеси во спортот. Не е лесен процесот. Ние сме како академија, нели? Доста сериозен проект. Едно место каде што оној кој стварно сака да се занимава со спорт, да се овозможи еден таков дом да му се даде, каде што може да се школува, да тренира, да се посвети пред се на спортот, да учи наставна програма која се вклопува во целиот тој процес, да има време и за тренинг и за учење, гимназиско образование да заврши, што е најважно од све, бидејќи се бива од 14 до 18 години, секој различно се развива. Да. Може да дојде момент да тие некои да 16 години созреваат, некои до лимитот им е до 16, 17, па веќе на 18, можда ќе сватат дека не се за таа работа, за да може да продолжат понатака во животот, да одат на нешто друг факултет, избор, да, на нешто нормално. Тука исто тој момент каде што покушаваме да правиме и спортски работници за оние кои нема да бидат врвни спортисти и останат во дадениот спорт. Да помогнат на тука спорт. Да помогнат, дали ќе продолжат во тренери, дали во студии, дали во... Има доста простор за да тие останат во спортот и да продолжат со образованието понатака. Значи, бројката е фантастична, можам да кажам. Има преку 1000 ученика на ниво на цела Македонија, значи тоа се сериозни бројки за не знам да овој дел од бивша Југославија или и понатака на Балканов академииве кои не се можда до толку специјализирани за спортови како нашава, не може да дојдат до такви бројки. Сега имавме гости од Словенија кои имаат 25 деца запишале, да речеме, во фудбалската паралелка, а ние имаме 10 града каде што во Македонија прва година фудбал каде што имаме преку 200 и нешто ученика во една година. Значи има бројки, има пак сега се сведуваме на тоа дека треба да само се работи. Мал процент од тие да бидат врвни, Македонија ќе има добар спорт. Се надевам дека така ќе биде, дека ќе имаме нови млади сили и надежи. Ме потсети Перо со хиперактивен. Стефи има, например, дома хиперактивни деца. Ако се уште се мали, но ако изразат желба да бидат спортисти, ќе ги поддржите во тоа? Да, па поголемиот син веќе оди на тренизи, како да ги кажам, вежбање за развојно-моторички вештини. Сака и го гледам дека така ја троши енергијата, убаво му е се дружи, најверојатно го сака тој тимски дух.
и секако дека ќе ги поддржам, можеби повеќе отколку не знам да бидат нешто друго, затоа што сепак сите на крај на денот се радуваме на тие тимски успеси кога ги гледаме нели на коментарите спортистите било кои нели особено за нашата држава. Така што Зошто за да не? нас тие се идоли нели. Сепак мислам дека Може може Ќе добија и зелено сакаме, светло. да, и сакаме, особено нели заради физичкото здравје, заради ете тие развој на тие моторички вештини, умствени и мислам дека мора да одат, не само што би сакала, туку би требало да одат. Ајде ќе видиме. Тоест заедно нели еве, заедно одлучуваме. Ајде ќе видиме. Противно нова бубњарни фали во група, така да е. Може и тоа, Да, и тоа е тоа. втора опција. А тој првиот повеќе е за да биде музичар. Океј, ќе покаже времето, ајде ќе видиме. Ќе заборавам кога сме кај деца да ви кажам една лукративна работа, што јас мислив, бидејќи купи татко ми пијано. Овие сите што дојде од Русија има пијана и татко ми да не отстане покус и он купи Петров пијано. Сестра ми идеше година дена и се откажа од музика и сега пијаново стои празно, а ја тренирам гимнастика. И вика сега ти ќе свириш пијано. Ја не ќе да свирам пијано. Вика нема има да свириш и точка. Татко ми беше професор, доста строг. И отидов неколку часа кај Нада Гајч. Имавме тогаш многу редовни тренинзи во гимнастика и ове 1-2 тренинга отсуствуваа, бе што се случува, викам, не се кире, ќе се решам работа, дај ми простор, му викам, ќе најдеме начин. По 2 тренинга губев во гимнастиката и ми текна една многу лукративна приказна. 2 часа снимав со кастофон часот од солфеж. До ре ми фа сол си до си лосо фа мире до и цела по октави и фино лепо татко ми затворена вратата, кастофонот пуштен, плей, ја преку прозор на тренинг гимнастика. Арно, ама, ете Господ што дал после тоа во се, да јас на крај бидам, така речи, полупрофесионален музичар и спортот што сум се бавил тогаш, да, спортот со кој сум се бавил тогаш направил да бидам подобра личност. Ете така. Децата да не ги спутавате во ништо. Спорт и музика е основата на развојот на физичката состојба на децата. Уште еднаш да кажам, затоа сум срекна што денеска сите сте тука во студиово. Ви благодарам многу. Многу професорски звучеше, ама не, супер звучеше, посебно да биде мотивација за тие што не гледаат, да има добар старт на годината. Може ќе размислат како треба да ја продолжат. И гледат, наспани сме ако е први. Точно, са бајле рано станати, тренинг, се што треба. Океј, немам повеќе време, ова ќе биде финално прашање зашто јануари ќе го одбележат ракометарите. Би дали ли некаква прогноза, има ли верба и покрај тоа што имаме тешка група на светско, нема да биде едноставно, тоа не значи да не навиваме за Македонија. Нормално. Чисто какво е твоето мислење за нашите млади сили, за улогата на Кире, за тоа како натаму би се одвивале нештата во нашата репрезентација? Дали си оптимист? Па сум дека знам дека тоа што во моментов го поседуваме како квалитет ќе го дадеме на сите три надпревари. Дали ќе биде тоа доволно за пласман понатака, мислам дека ќе биде доволно ако сите три надпревари ги одиграме на високо ниво со моменталниот квалитет, да не заборавиме дека е прво првенство без последната тројка која си замина од репрезентацијата, Кире, Столе и Жуте, и мислам дека доволно време за припреми има, дека ќе ги анализираат добро противниците и дека барем што ќе биде добар резултат, ќе ја поминеме групната фаза и ќе продолжиме понатака, затоа што повеќе надпревари на големо надпреварување, супер ќе дојдат на оваа репрезентација. Добро искуство, да. Океј, значи, ајде, финален збор. 100% ќе добиеме. Ние сме, Македонија е најнезгоден играч кога се големи екипи во прашање. Тоа го искусиле во фудбалот Англија, Германија, и Италија и сите. Јас мислам дека во ракометот најголемите екипи многу лесно ќе ги елиминираме. Ајде, дај Боже да биде така. Оптимистичко мислење. Дај Боже да биде така. Да, не реков Та не го правиме притисокот поголем, да не бидат очекувањата многу големи. Моето очекување ја будри во Македонија. Сигурен сум дека ќе играат на нивото на кое се, дека тоа ќе биде доволно да. Имаме некој чуден склоп кога се големи екипи, немаме и што многу сум горд на тоа, немаме пардон кога се големи држави и големи екипи во прашање. Апсолутно и во фудбалот јас сум голем оптимист. Сите сме оптимисти, ви благодарам за таквата енергија што ни ја донесовте на стартот 2023-та. Ми беше многу голема чест
што ми бевте гости. Благодариме и ние. Сите 1000 прашања што не ви ги поставив, а ги имам во некоја следна прилика, така? Да. Ама дојдеме во живо, не сликам скроз. Нема врска празник, делник одиме во живо, да. Добро, фала многу и на Стефи и на Денис. Се гледам и со вас, се надевам во следна прилика, да. Со музика и ќе завршиме, ќе им се заблагодарам, се разбира и на нашите гледачи. Се надевам дека уживавте, дека добро мотивирачки делувавме на старт. Се гледаме на 3 во Борис Трајковски заедно со нашите ракометни звезди и во месец јануари навиваме за македонската ракометна репрезентација. Се гледаме следниот викенд. Тивко одам по патот, тивко полека и на тебе си мислам јас. Кротко газам по градот што ме израса, збордва добар ден од комшија. Звонат, звонат од љубов, љубов голема, да те сакам не престанувам. Паник направ, гори оган дома, сум јас. Знам, сите зими ќе минат, нема веќе да те видам, но едно нема да помине. Знам, сите песни ќе стивнат, сите рози ќе се скинат, јас ќе те сакам до краен ден. Знам, сите зими ќе минат, нема веќе да те видам, но едно нема да помине. И сите песни да стивнат, дури в небо не се вивнам, јас ќе те сакам до суден ден.